Добродојдовте во втората епизода од подкастот Клиника за труд. Денес имаме чест и задоволство да ја угостиме господјата Владанка Трајковска, дипломиран економист и доктор по економски науки, која моментално е претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија, ОРАМА, но и управител на компанијата Раде Кончар, сервис и поправки на електрични производи ДО. Денес ќе разговараме за незината улога во ОРАМА, тековните проекти и многу повеќе. Со посебен фокус на темата предизвици и можности за развој на приватниот сектор во Македонија и патот кон економскиот развиток. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Прво прашање, за малце да ги запознаеме сите гледачи со вас. Која е Владанка Трајковска? Дали може да ни кажете нешто повеќе за вас, како личност, а и како професионалец и вашето целосно професионално патување? Благодарам најпрво за можноста што ми ја дадовте да зборувам пред младите луѓе за предизвиците и за мојот развој како човек. Не сметам дека имам некаков посебен и ексклузивен развој во мојот живот. Имам уште многу пред себе за развој и за учење. И она што сакам да го напоменам и низ целиот овој разговор да напоменуваме дека учиме цел живот и младите луѓе не треба да престанат никој пат со учењето и со нивниот личен развој. Владанка Трајковска е, како што напоминавте, економист, меѓутоа работи во електросекторот. Работам со многу мажи во компанијата и моите помошници се сите мажи. Меѓутоа тоа не значи дека сум помалку или повеќе привилегирана или дека имам помалку или помало или поголемо влијание врз сите нив. Имам 27 годишно работно искуство и започнав со работа уште на мои 21 година. И почнав најпрво да работам во обични сметководствени работи за да го научам сето она што сакав да биде моја идна професија, не размислувајќи дека ќе стигнам до управител на компанија или дека можеби ќе бидам претседател на организација на работодавачи како институција која функционира во државата. Истовремено сум сопруга, мајка, ќерка, сестра и сите овие активности успевам да ги здружам и да ги живеам секојдневно и да функционирам во нашето турбулентно општество. Веќе 6 години сум управител на компанијата, меѓутоа додека да стигнам до ова ниво на кое што сум сега, поминав низ повеќе сектори, низ повеќе позиции во компанијата. Беше многу чудно што помеѓу сите мажи во компанијата, тие кои работеа на позициите одлучија дека јас сум како жена најподобна за оваа позиција и дека јас треба да ги координирам и водам сите вработени. Во мојата компанија има 50 вработени, повеќето се мажи, повеќето се работници кои работат во производство и имаме уште една компанија која е доел на оваа компанија каде што имаме 80 вработени кои исто така работат со мене и произведуваат и продуцираат во нашата компанија, што значи дека не е лесно, меѓутоа е многу голем предизвик да ги организираш и да ги менаџираш сите овие позиции како приватни, така и во компанијата. Ви благодарам многу. А што точно представува Организацијата на работодавачи на Македонија и каква е незината улога во општеството? Организацијата на работодавачи на Македонија е единствената репрезентативна организација во Македонија која има за цел да ги представува работодавачите пред синдикатите и пред владата и со сите нивни ставови, со сите нивни предизвици кои се појавуваат. Организацијата на работодавачи учествува во економско-социјалниот совет
она што е многу актуелно, нели, каде што се креира минималната плата, каде што се преговара за привилегиите на работниците, за обврските на работодавачите према своите работници и најголемата цел на организацијата на работодавачи во нашата држава е да има преговори и договори за колективните договарања, за сите образовни позиции, значи има многу широк диапазон во кој учествува. Значи организацијата учествува и во креирањето на наставните програми во средните стручни училишта, учествува во наставните програми на факултетите, значи учествува и во акредитационото тело на кој ги креира програмите на сите универзитети. Меѓутоа, она што е препознатлива е колективното договарање и економско-социјалниот совет во кое е трипартитно тело, каде што учествуваат синдикатите, работодавачите и владата, каде што се одлучува за многу економски категории од областа на работните односи, од областа на развојот на една држава која што има за цел да ги развива договарањата и преговарањата со работниците во државата. Ви благодарам. Спомнавте развиток, па би сакала да ве прашам, каква е вашата визија за развој на приватниот сектор како претседател на ОРМ? Ова е многу широко прашање. Ако би знаеле и ако би го имале точниот одговор, тогаш би имале сигурно и успех, многу брз успех во развојот на државата. Ја се нафатив на оваа позиција да бидам претседател на организацијата на работодавачи од причина што сметав дека можам како жена, како еден општествено одговорен фактор во државава да допринесам за економскиот и социјалниот развој на државата. И од таа причина сметам дека како организација на работодавачи можеме да влијаеме на развојот на државата во делот на работните односи, во делот на законските регулативи. Знаете, многу често работодавачите реагираат дека имаме многу неприменливи законски одредби, имаме многу менливи закони, имаме како општество, како една економија, имаме многу неконтинуиран развој во делот на законската регулатива, во делот на применливоста на одредени принципи и од таа причина сметам дека доколку ние како држава и како организација на работодавачи на сите тие настани каде што имаме можност да го дадеме својот став и своето мислење, би требало да зборуваме за економскиот развој во делот на инфраструктурен развој, предприемништво, во делот на инвестиции, странски инвестиции во државата, се поголем развој на младите луѓе, едукација и уште многу други фактори. А како гледате на економскиот развиток во Република Македонија и што според вас, со вашето досегашно искуство, мислите дека би требало да се промени? Ако скажеме дека имаме одлично општество, тогаш би сметале дека ништо не треба да се промени. Меѓутоа, сите ние постоиме за да менуваме и да создадеме многу поубаво општество за сите млади луѓе. Она што е особено важно, на што треба да дадеме значење како економски развој, е она што и претходно го напоменав. Стабилни и добро креирани законски одредби, убави услови за функционирање во државата, применливост на законите, инфраструктура, не зборувам само за инфраструктура во делот на патен или воздушен сообраќај, треба да имаме добра IT инфраструктура, треба да имаме добар развој на младите луѓе и да имаат
убава перспектива во нашата држава. Се согласувам со се што кажавте. Од преска ги зборуваме младите, па би сакала да ве прашам како еден совет, како можат да се мотивираат младите да се впуштат во бизнисот и да станат активни учесници во економијата, но и професионално успешни? Она што можам да им го кажам на младите, како што кажав и на почетокот, е дека никој пат не треба да се откажат од својот личен развој. Од учењето имавме неколку години претходно се зборуваше за доживотно учење и тоа не е случајно. Сите ние во текот на животот учиме, па и јас кога дојдов на позицијата на претседател на организацијата на работодавачи, многу учев и ден денес учам за сите предизвици кои ги имаме како работодавачи. Младите треба да се свесни дека постојат многу можности да развијат своји лични бизниси. Постои тука во нашата држава агенција за предприемништво, каде што има капацитет младите луѓе да отворат своји бизниси, да научат и да добијат едукација од луѓе кои веќе функционираат во процесот на успешно функционираат во бизнисите. Она што треба да го знаат младите дека она што ќе го научат од повозрастните луѓе треба да биде за нив бесценето и треба секој пат да се благодарни на оние кои имаат искуство и кои своето искуство го пренесуваат несебично. И она што треба да го знаат е дека припадноста е многу важна категорија и дека треба да знаат дека треба припаѓаат на оваа држава, да ја сакаат оваа држава и само ако ја сакаме државата во која што живееме, која ни го дала образованието и која ни ги дала сите врати отворени за свој личен развој, ќе имаме успех. Многу млади луѓе денес, меѓутоа тоа се учи од многу мала возраст, уште тоа треба да се постави уште во градинките, предприемништвото и припадноста на оваа држава да го чувствуваат како свој личен развој. Сметам дека само на тој начин, ако ја сакаат државата и ако сметаат дека се припаѓаат на оваа држава, ќе имаат успешна и продуктивна кариера во која што ќе бидат исполнети како личности. Многу ми се допаѓа вашето мислење. Се надевам дека повеќе возрастни луѓе ќе го применат истото мислење на своите деца, за понатака нашите генерации, помладите генерации да можат да успеат повеќе од аспект на љубов према државата. И се согласувам, мислам дека може да се спореди тоа и со кога некој има љубов према работата и тоа што го работи, професијата, многу подобро го работи тоа што треба, отколку доколку го прави од ред-реда, што би кажале. Но сепак мислам и дека љубовта према државата е нешто што досега го немам слушнато искрено и мислам дека е многу битен фактор и потполно согласувам со се што Во последно време, Луна, го многу често гледам дека младите луѓе во нашата држава не си ја сакаат државата, меѓутоа не се само тие виновни за тоа, виновни сме сите ние од она што го велам, тоа се учи од градинка. Имав можност, нашата компанија, младите инженери и високо образовани луѓе ги праќаме на 3-неделно до 1-месечни обуки во Јапонија, каде што од јапонската култура и од јапонскиот менаџмент учиме за како да функционираме во нашата компанија. Она што кај мене во моето искуство кога бев во Јапонија остави впечаток е дека децата уште од мали години се учат на дисциплина, на почитување и на респект према своите соученици, према своите учители и према секој оној кој им дал мало внимание, а особено ја сакаат државата во која што живеат, а кај нас, за жал, се помалку и помалку младите луѓе ја чувствуваат оваа држава и самите вие ќе видите ако има анкета помеѓу младите луѓе, секој од нив гледа како да ги искористи сите можности од оваа држава и да замине во странство. Меѓутоа, сите треба да знаеме дека оваа држава ни ги дала сите тие привилегии, не создала луѓе, не направила луѓе во оваа држава. Се согласувам. Ви благодарам.
Кои се најчестите предизвици со кои се среќаваат работодавачите? Има многу предизвици. Оној што е нели цело време се провлекува низ нашата дискусија тоа припадноста. Младите луѓе и луѓето кои работат во компаниите се помалку чувствуваат припадност кон одредена компанија. Она што е важно е дека вработените во компаниите очекуваат да ги добијат сите привилегии од компанијата, меѓутоа да не го дадат својот допринос во неа. Сметам дека голем допринос за оваа негативна карактеристика ја имаат и самите работодавачи, затоа што во одреден период кога имавме, нели, цело време нашата држава се наоѓа во некаква транзиција, меѓутоа кога имавме период на несигурност во работењето, кога имавме период на голем број на невработени луѓе, па можевме да калкулираме со луѓето, не ги вреднувавме вработените. Меѓутоа денес во една компанија за да има успех треба да знае да ги цени работниците и сега кај работодавачите е многу долг периодот на прилагодување, дека имаме мал број на луѓе на пазарот на труд и дека треба да ги вреднуваме тие работници и да можеме да ги предизвикаме да ја сакаат компанијата каде што работат и дека не треба само платата да биде нивен предизвик. Секој пат зборуваме, многу често можете да видите во една компанија дека работодавачот им нуди покрај платата уште еден куп други привилегии. Тоа е токму она со кое работодавачите, сакајќи да ги задржат работниците, се соочуваат како проблем. Исто така, проблем со кој се соочуваат работодавачите е она што го спомнав и претходно, неконтинуирани законски определби, односно многу често менување на законите и многу мала применливост на законите. Она што исто така треба да бидеме свесни во Македонија е дека ние немаме сигурни пазари. Дека ние имаме пазари кои бидејќи ние сме мала држава, не сме толку интересни, мал е пазарот на кој можеме да ги понудиме нашите производи, треба многу често да бараме пазари надвор, што не е толку лесно, и од таа причина многу можности за работодавачите и многу предизвици има секој пат. Ви благодарам многу. Колку беше тежок за вас патот, особено како жена во бизнисот? Па не знам дали бил толку многу тежок. Дали е повеќе како некоја гледна точка дека на жените има потешко или на вистина е така? Многу е интересно да зборуваш во оваа позиција која нели веќе сум ја имам изградено позицијата како работодавач, како управител на компанија, па сега можам да ги согледам и моментите. Секојдневно се соочувам со предизвиците како жена работодавач. Прво треба да имаш рамнотежа помеѓу приватниот и професионалниот живот. Она што многу често се порано многу повеќе имаше предизвик да се разбиваат тие стереотипи на, поготово кога работам во една машка компанија каде што повеќето луѓе кои работат се мажи, па и клиентите кои ќе дојдат да соработуваат бараат маж за да имаат за преговори спротив нив. Меѓутоа денес многу почесто кога ќе се сретнам со мажите од другата страна и мажите со кои сум соработувала, велат дека е многу по-сигурно да соработуваш со жена, бидејќи жените имаат она што ви велам на младите луѓе се помалку им недостасува, жените чувствуваат припадност и чувствуваат обврска и одговорност. Не велам дека нели мажите ја немаат, меѓутоа кога жената ќе почувствува дека создала нешто и дека тоа каде што функционира е успешно функционира,
многу повеќе сака да си го задржи и многу повеќе се труди да го издигне. Мора да бидеме свесни дека во нашето општество жените успеваат да направат рамнотежа и успешно успеваат да направат рамнотежа помеѓу приватниот и професионалниот живот и не е толку лесно. Меѓутоа, поддршката од фамилијата е секој пат неминовна. Да, се согласувам. Мислам дека таа поддршка е онаа која што ти е ветер во грб всушност. Да. Без тоа многу тешко. Добро. Колку е тешко да се навигираат семејните релации во бизнисот? Дали има некое олеснување или пак отежнување? Кој е балансот? Зборуваме за семејни навигации во делот на фамилијата или затоа што јас, она што можам да зборуваме дека мојата компанија е и семејно врзана, бидејќи значи морам да кажам дека ја имам и привилегијата да работам во една традиционално семејна компанија, каде што во мојата компанија функционира повеќе семејни врски, меѓутоа сето тоа успеваме успешно да го координираме. Меѓутоа бизнисот и фамилијата секој пат се тесно поврзани, барем во моето искуство. Мора да напоменам дека повторно да се вратам на периодот кога бев во Јапонија, јапонците многу сакаат семејни компании и традиционални компании и кога на тој завршен испит што го имавме, јас зборував за мојата компанија и дека јас потекнувам од фамилија која години го развивала бизнисот. За нив беше тоа непроценливо, затоа што во секоја компанија во Јапонија која ќе влезете, многу е важна традицијата и развојот, што значи дека, знаеме дека Јапонија е економски многу успешна компанија држава, што значи дека успешните компании многу често се поврзуваат со традицијата, односно со семејните бизниси, и од таа причина сметам дека успевам да ги и мојот развој фамилиарен и во бизнисот да го наметнам и на моите деца, што значи дека, ако кажам дека од нивната 10-та година доаѓаат во компанијата и работат заедно со работниците во погон, сметам дека сме успеале со сопругот да го наметнеме, прво да ги наметнеме работните навики на нив, а потоа и да им наметнеме љубов кон нивниот личен развој, што не значи дека тие ќе продолжат да работат во компанијата, меѓутоа да знаат дека она што ние го работиме и што ние го развиваме е за нив иден предизвик и дека не е така едноставно она што го живеат они да го добијат на тацна. Се согласувам многу и баш ми текна дека и во Италија така се водат според семејните бизниси, и најуспешните италијански брендови се всушност оние кои што доаѓаат од фамилија, кои што позадински стои цела фамилија. И тоа кај нас, во нашата држава, во Македонија, не е многу развиено, бидејќи кај нас некако младите генерации некогаш дури се срамат или не сакаат да работат, или како што кажавте, мислат дека се треба родителите на тацна да им дадат. И мислам дека тоа е многу погрешен менталитет, бидејќи во сите странски држави многу се цени. Многу се цени и не само што се цени, туку на вистина цела фамилија оди на работа од 8 до навечер. И секогаш кога има некој чија што е компанијата, посебно фамилија на местото каде што се работи, е многу подругачија, многу повеќе работниците работат и поубав води бизнисот. И супер пример дадовте и со примерот дека не може сета се добија на тацна, дека сепак некој тоа го градел за да стигне и за да се развива понатака. Така е. Ако ви кажам дека нашата компанија има работно време од 7 до 3, јас ниту еднаш не сум задоцнила на работа, секој пат сум пред 7 на работа и
секое мое отсуство од работа го најавувам претходно и многу е чудно и меѓу пријателите кога ќе напоменам дека јас сум во 7 сат на работа и мојот прв состанок е во 7 сат, има ли потреба од такво нешто? Тоа останало како традиција во нашата компанија и се што ќе нарушиме, што е традиционално и што давало успех, не води кон неуспех. Се согласувам, така е. Мислам дека треба малце да се промени не само ставот на младите, туку и ставот на родителите, бидејќи родител како родител сака да му олесни на детето, но никогаш тоа не е добро за детето. Го води во погрешна насока. Да. Колку и да сакаат родителите некогаш да помогнат и да им олеснат и да им дозволат некој живот кој што можеби самите родители не успеале да го живеат, мислам дека е некогаш многу погрешно и некогаш децата навистина треба да се соочат со некој предизвик и да разберат дека не е се розово. Така е. И дека не е се добиено на тацна во животот. Така е. И дека цел живот имаме предизвици пред нас и повторно ќе напоменам да учиме, да се развиваме, да се едуцираме. Тоа ни е иднината. Па она што ние од вас младите можеме да го научиме, ако сакаме да го научиме, сите овие технологии нови, да научиме нов начин на пристап до нашите клиенти, нов начин на разговарање, на преговарање, на комуникација. Тоа е она што ние треба да го учиме од вас. Не можеме со нашите стари стереотипи да функционираме кога веќе општеството оди напред, технологијата оди напред. Затоа и претходно кога зборувавме, велам дека ние и во технологијата треба инфраструктурно да се надградуваме. Да, се согласувам. Ви благодарам многу, ви благодарам на прекрасните ставови и на прекрасните совети. Навистина мислам дека многу млади ќе стават прст на глава, што се вика, и ќе размислат за својата иднина, и мислам дека навистина барем мене ми дадовте некои прекрасни совети и ставовите кои што ги имате се навистина нешто што немаме чуено претходно. Ви благодарам уште еднашка за учеството, ви благодарам што прифативте поканата и ви благодарам на вас што гледавте и се гледаме во следната епизода.